Двајцата кандидати кои влегоа во вториот и последен круг од предизборите на француските социјалисти за номинација за претседателските избори се судрија во последната ТВ дебата. Општиот впечаток е дека двете страни покажаа дека единството на партијата, силно разнишено во последните години, сепак постои, посебно меѓу кандидатите од двете спротивставени струи. Според анкетите, поранешниот министер за образование Беноа Амон, поблизок до чистата левица, го победи поранешниот премиер Мануел Валс како представник на левицата блиска до центарот. Амон, кој беше исфрлен од владата на Валс во 2014-та поради неговото несогласување со пробизнис економската политика, предлага универзален приход кој може да ја чини земјата меѓу 300 и 400 милиарди евра годишно, што според Валс на крајот ќе мора да биде финансирано со зголемување на даноците. Прифаќаме да трошиме на некои работи затоа што мораме да ги заштитиме луѓето, да се грижиме за нив и да ги образуваме. Но овде имаме проблем со кредибилитетот. Работата не е само да ги тераме да сонуваат, туку и да бидеме кредибилни кога сме во владата. Јас сум кандидат на потврдата заплата и не сакам мојот пријател Беноа Амон да стане кандидат на повратот на данок. Соништата кои што ги финансиравте беа соништа на тие што веќе имаат многу, тие на кои веќе им оди добро. Политичкиот избор што го предлагам не е продавање на соништа, туку праведноста. Според мене, праведноста им помага на тие што работат, што сакаат да работат и да плаќаат фер за работата. Не сакам да ги зголемам даноците, затоа што треба да се откажеме од догмата на јавниот долг од 3% и според економистите треба побрзо да се откажеме од мерките за штедење. Според анкетата на ЕЛАБ, објавена по дебатата, 60% од испитаниците рекле дека Амон е поубедлив наспроти Валс, за кого се изјасниле 37%. Иако анкетите покажуваат дека ниеден нема да победи во самата претседателска трка, победникот на предизборите ќе има влијание врз другите кандидати и врз многу популарниот независен кандидат Емануел Макрон, кој ќе смета на поддршката од Валс ако победи Амон.